Македонската филхармонија гостува на престижната сцена на Musikverein во Виена. Тина Иванова ја имаме. Ајде, само. И да видиме дали се слушаме. Тина? Добро утро, јас ве слушам, не знам дали ви е мене. Сега те слушаме и ние. Ки ни беше навистина криво ако Те пропуштевме. Ако пропуштевме, да, вакво вклучување во живо од Виена и се разбира од твој аспект доловување на атмосферата таму при подготовките за вечерашниот настап на Македонска филхармонија, па така ќе те пуштиме и те во следните минути малку за нашите гледачи за утринска нателма да кажеш каква е нели првенствено состојбата, амбиентот токму таму и како се подготвувате за вечерва. Да, јас ке се уклучив од салата од внатре, меѓутоа само што стигнавме со автобус пред првата проба. Од 10 часот ни почнува првата проба, ги чекаме солистите да дојдат. Што да кажам, возбудени сме, се уште не сме почувствувале салата, акустиката, атмосферата како што треба. Тоа ќе го сториме вечер пред на втората проба пред самиот концерт. Но сите сме среќни и возбудени затоа што Македонската филхармонија првпат настапува во Виена и тоа во една од најпрестижните концертни сали во светот, Musikverein. Солисти знаете се, ајде да ги представам, нашите врвни вокални солисти Ана и Игор Дурловски, сопран и бас, кои што ќе изведат македонски песни, односно македонски народни песни, за чија оркестрација или аранжман е задолжен македонскиот композитор Сони Петровски. Диригент е нашиот шеф, диригент маестро Ерохам Шаровски од Израел. На програмата се дела од Бете Илин, македонската композиторка, Дворжак 8-та симфонија и песните 5 кои што веќе ги споменав. За Македонија и за Македонската филхармонија навистина е оведен огромен чекор нанапред. Од сите гостувања ми се чини ова е едно од поважните и се надевам дека ќе биде некаква отскочна даска за понатамошни гостувања во ваков вид на културни центри каде што културата се негува векови наназад. Како не Тина, ние утрово и всушност споминавме со Ивана како мали генерали и податоци, а би сакале од тебе да ги слушнеме дека во програмата на концертот се вклучени македонски дела, кажавме композиции инспирирани од македонски фолклор, како класични дела Симфонија број 8 од Антонин Дворжак. Имено како беше избрана програмата за самиот концерт конкретно во Златната сала и како се составуваат можеби македонските композиции, како тие се балансираат можеби со класични дела за токму наменети кои што се и за светската публика? Добро, идејата на секоја гостување на Македонската филхармонија, претпоставувам и на сите институции, е таква да кога одиме било каде во друга држава, да ја представиме нашата музичка традиција и воопшто културна традиција. Така што со Бете Илин тие дела се гласат по пат на преговори на состаноци на уметнички совет, се гледа да биде присутен македонскиот фолклор, да биде присутно нешто од македонската традиција, за да може странската публика да го почувствува битот на македонската култура. Што се однесува до песните, истото би го кажала, аранжманите на Сони Петровски се веќе изведени кај нас и поминаа на вистина прекрасно. А да не зборам за изведувачите, тоа се нашите најдобри пеачки грла, Ана и Игор Дурловски, така што не се сомневаме дека изведбата ќе биде перфектна, совршена да не кажам. Така што и се разбира, за еден симфониски оркестар е добро било каде да гостува да се представи со една од класичните симфонии. Овој пат ја одбравме симфонијата број 8 од Дворжак, затоа што прво, затоа што е убава, второ, затоа што е дел од класиката и трето, заради тоа што тука оркестарот може технички да се представи во своето најдобро светло. Така што целокупната програма е бирана на тој начин, всушност да сумирам, и од една страна да се представи и македонската музичка традиција, а од друга и современата музика се разбира преку делото на Бете Илин, но од друга страна и да се прикажат преку железниот репертоар способностите на нашиот оркестар.
Знаеме дека Музик Ферајн е богато музичко наследство на Виена, центар на светската класична музичка култура, и ако секој ужива во концертите кои што можеме да ги гледаме токму во Музик Ферајн, особено и оној на 1 јануари или веднаш по новогодишната ноќ, тогаш верувам особено за вас, музичките уметници, тоа е една една голема сатисфакција, и од тука би те прашала какво е твоето чувство и оно кое што го споделувате, се разбира, со останатите колеги од Филхармонија. Дали имате можеби трема за вечерашниот концерт? Како се подготвувате? Вие сте реномирани и искусни професионалци во својата област, но сепак кога си има едно вакво гостување и верувам сон кој што го имаат многумина, тогаш малку и чувството е поинакво. Па јас прво ќе кажам од мое лично гледање, бидејќи јас сум музиколог по професија. За секој музиколог е многу битно, па и продуцент во моментов, да ја почувствува атмосферата директно. Како што кажавте, ние Музик Ферајн ја доживуваме секој 1 јануари на новогодишниот концерт. Меѓутоа Музик Ферајн не е тоа. Музик Ферајн има, како што кажа, векови наназад на својата сцена ги има најпрестижните уметници. Сега чувството е навистина исклучително, затоа што директно ќе бидеме таму на местото на случувањето. Претпоставувам тоа е така и за музичарите, не само за мене. Особено да си на таа сцена на која што стапнале најголемите светски диригенти, солисти и оркестри. Како што скажуваат и самите тие, постои трема, меѓутоа позитивна трема. Нема страв, постои возбуда. Така што таа возбуда ќе не поттикне сите да направиме настан за паметење. Благодариме од се срце, баш убаво што го спомена моментот дека и на ваков начин оваа улога на Филхармонија, меѓу другото и со меѓународни концерти во унапредување на реномето на македонската културна продукција и класична музика, е од бенефит, особено кога знаеме дека тоа се случува во една од најпрестижните златни сали во светот, едно културно прибежиште на тој гламур и во полето на музиката. Ти благодариме од се срце, посакуваме убав остаток од денот и добро представување на нашата Филхармонија токму во Виена. Успешен концерт вечерва, ќе го очекуваме потоа и во студиото со сите тие импресии, се разбира, и малку да ни ја доловите атмосферата и тука со видео снимки кои што исто така ќе ги очекуваме.